21 февруари 2013 година, почитувани гледачи, ова е терминот за вести на КТВ телевизија. Денеска имавме врнежлива ден, исто така врнежен дожд ќе има и во утринските часови во текот на утрешниот ден, меѓутоа синоптичарите најавуваат стабилизација на времето и високи дневни температури, барем за овој период од годината. Денес Општинската организација на Црвен крст Кавадарци ја најави неделата за борба против срцево-садовите заболувања, која календарски ќе трае до 28 февруари, а со активности многу подолго за да биде постигната целта на времена превенција. Кардиоваскуларните заболувања се причина број 1 за смртноста во светот. Со овие факти денес Општинската организација на Црвениот крст од Кавадарци го означува почетокот на неделата за борба против срцево-садовите заболувања, која ќе се одбележува до 28 февруари. Според прогнозата, која е дел од презентацијата за овие заболувања изработена од Црвениот крст на Македонија, до 2030 година скоро 23,6 милиони луѓе ќе умрат од кардиоваскуларни заболувања, а најмногу од срцев удар. Се предвидува дека срцево-садовите заболувања ќе останат единствена водечка причина за смрт во светот, стои во презентацијата, која деновиве ќе биде презентирана по училиштата. На учениците кои ќе ја проследат ќе им биде кажано дека превенцијата од кардиоваскуларни заболувања опфаќа откажување од цигари, правилна исхрана богата со витамини и минерали, испитување и регулирање на холестеролот и високиот крвен притисок, спроведување на физичка активност, регулирање на тежината без нагло варирање, намален внес на алкохол и одмор и релаксирани прошетки во природа. Лошите навики се лоши пријатели, стои на крајот од презентацијата, чија главна цел е едукација на време на превенција. Од Црвениот крст на Кавадарци велат дека во рамките на оваа недела ќе следуваат и други активности реализирани од страна на клубот на млади во организацијата, кои исто така ќе дадат огромно значење во борбата против кардиоваскуларните заболувања. Домашното млеко било безбедно, а се уште во маркетите може да се купи млеко кај кое се откри зголемена концентрација на афлатоксин. Агенцијата за храна и ветеринарство зема мостри за анализа на речиси сите примероци на пастеризирано и стерилизирано млеко, но и на млечните преработки од сите домашни млекарници. Официјално во агенцијата велат дека се е во ред со домашното млеко. Експертите пак објаснуваат дека е многу веројатно да се појават отрови во домашното производство, бидејќи кравите се хранат со српска пченка. Во земјоделската инспекција уверуваат дека нема потреба од паника кај населението, бидејќи во добиточната храна што се увезува не се најдени афлатоксини. На рафтовите по маркетите на големо се продаваат сите спорни српски и хрватски млека за кои завчера беше потврдено од нивните лаборатории дека има канцерогени материи. Има трајни млека на Суботичка млекара, Нишка млекарница, Имлек, Мегле, Сомболет и Шабачка млекарница. За сега агенцијата не планира нивно отстранување од промет. Пратките што сега се увезуваат не се пуштаат во промет додека не се добие потврда дека се здравствено исправни. Домашното млеко е здраво и исправно, нема присуство на афлатоксини во него. Редовно се прави мониторинг на производството во сите млекарници во земјава и тоа е доволен доказ дека домашното млеко е здраво, вели Дејан Рунтевски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Експертите објаснуваат дека кај домашното млеко лабораториските анализи се прават само на суровото млеко. Со правилникот за безбедност на храната не е задолжително испитувањето на афлатоксин во финалните млечни производи, но во агенцијата велат дека потрошувачите треба да се сигурни во безбедноста на домашните производи, бидејќи штом резултатите од суровото млеко се негативни, тогаш афлатоксинот го нема и во финалните производи. Лабораториските анализи на увозното млеко што влегува во земјава инаку во практика се прават на 50% од пратките. За да се заштитат домашните купувачи, мора да се контролира се што ќе влезе на граница, а не е со потекло од Европската Унија. Точно е дека законски сме обврзани да му веруваме на сертификатот за безбедност, но тоа важи само за производите што доаѓаат од Унгарија. Другите треба да се контролираат редовно, вели професорот Борис Анакиев. Денеска екологистите од Велес, од еколошкото друштво Вила Зора, побараа побрзо и поодговорно дејствување на македонските институции, бидејќи кај родителите
потребителите се создаде голема паника поради контаминацијата на млекото со афлатоксин, кој најчесто го пијат најмладите. Исто така екологистите бараат објаснување дали се безбедни и млечните производи, бидејќи ако се направени со контаминирано млеко, афлатоксинот кај нив може да биде во поголема концентрација 5 до 6 пати. Зголемен интерес кај неготинските пензионери за бајнско-климатска рекреација. 356 пенсионери од Неготина аплицираа за бајнско-климатска рекреација на товар на државата, соопшти денес раководителот на подрачната единица на Фондот за пензиско осигурување во овој град Драгица Миланова. Годинава имаме значително поголем интерес кај нашите пензионери за бајнско-климатска рекреација. Лани бројот на пријавени беше 225. Документите се комплетирани и сега само останува да ги добиеме листите на оние кои можат да ја користат оваа поволност, заедно со распоредот на смените и името на бањата во која ќе може да престојуваат корисниците на пензии, рече Миланова. Зголемен интерес за користење на оваа поволност која им се нуди на пензионерите има и во Кавадарци. Локалната самоуправа општина Росоман обезбеди пристап на патека која на лицата со хендикеп ќе им го олесни пристапот до едношалтерскиот систем во граѓанскиот центар. Локалната самоуправа општина Росоман обезбеди пристап на патека која на лицата со хендикеп ќе им го олесни пристапот до едношалтерскиот систем. На пристапната патека се уште се работи, но ова е нешто без кое не смееме да го ставиме во функција овој центар, велат од општината. По реконструкцијата на просторот во кој ќе биде сместен едношалтерскиот систем и пред негово интериерно и техничко уредување, сега се работи на оваа патека, информираат од таму. За ваквата намена потрошени се близу 100.000 денари средства од општинскиот буџет, а на изградбата работат приватни градежни работници од Росоман. По основната изградба на пристапната патека за хендикепираните ќе следува и посебно обележување, поставување на сигурносен систем и заштитна странична ограда. Интензивно се гради тренинг центарот за туризам, прв од таков вид на овие простори е сместен во Демиркапија. Интензивно трае изградбата на едукативниот тренинг центар за туризам во Демиркапија, кој ќе биде единствена ваков вид на Балканот, соопшти денес Виолета Јанкова, советник за туризам при Демиркаписката локална самоуправа. Центарот е дел од европскиот проект за прекугранична соработка со Република Грција и вреди над 300.000 евра. Временските состојби ни одат во прилог, така што градбата на објектот се одвива според однапред утврдената динамика. Центарот за едукација и вмрежување во туризмот е дел од ИПА програмата и со него ќе се реши проблемот со недостатокот на човечки ресурси во областа на туризмот. Ќе се овозможи создавање на еден регионален центар во кој ќе се едуцираат и кадри од соседните држави, рече Јанкова. Според планот центарот треба да биде готов до јуни месец. Вчера Советот на Демиркапија одржа вонредна седница. Вчера Советот на општината Демиркапија одржа вонредна седница на која советниците водеа расправа по 4 точки од дневниот ред. Председавачот на овој совет, Петар Мојсов, ја отвори седницата по првата точка, која се однесуваше за разгледување и усвојување на предлог одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. За каква соработка станува збор и со кои општини советниците беа запознати од страна на Сузана Крстева, правно лице при општината Демиркапија. Откако беше прифатен предлогот за меѓуопштинска соработка, се донесе одлука и седницата продолжи по преостанатите 3 точки кои беа на иста тема, а за истото зборуваше Крстева, одговарајќи на прашањата што ги поставуваа советниците. Така по запознавањето беа донесени уште 3 одлуки, од кои втората се однесува за формирање на заедничка комисија за подготовка на актите за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Велес, Кавадарци, Неготино, Чашка, Градско, Лозово, Росоман и Демиркапија. Заедничката комисија ќе биде составена од 8 членови, по еден представник од именуваните општини. Седиштето ќе биде во Неготино, а општината Демиркапија ќе ја представува Сузана Крстева. Со предложената цел за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу споменатите општини ќе се настојува севкупно подобрување и управување на енергетската ефикасност по јавните објекти кои што постојат на територијата на сите 8 општини. Инаку предложената соработка ќе се остварува преку формирање на заедничко административно тело, иако програмата за енергетска ефикасност не е развиена, општината Демиркапија веќе има подготвено 5 проекти за подобрување во неколку јавни објекти.
Исто така и јавното приватно партнерство го гледаат како решение за модернизација на јавното осветлување. Со донесувањето на 4 одлуки за меѓуопштинска соработка заврши во редната седница. Денес во градската библиотека Феткин по повод меѓународниот ден на мајчиниот јазик се одржа поетско читање, читаа членовите на драмско-рецитаторската секција при Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци. Денес се одбележува меѓународниот ден на мајчиниот јазик. По тој повод во градската библиотека Феткин се одржа поетско читање пред публиката во која беа ученици од средните училишта во градот, извадоци од најпознатите македонски автори, читаа членови на драмско-рецитаторската секција при Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. 21 февруари за меѓународен ден на мајчиниот јазик е прогласен од страна на Организацијата за образование, наука и култура на Обединетите нации УНЕСКО на 17 ноември 1999 година на 30-та сесија на Генералната конференција во истата година. Во 2000 година 21 февруари е промовиран како ден на лингвистичка и културна разновидност и мултилингвизам. Сите јазици се поврзани преку нивното потекло и позаимување, но секој јазик е уникатен кога се работи за начинот на кој што се разбира, се пишува и се изразува стварноста. Мајчините јазици се особени по тоа што го содржат токму она кое допушта светот да се изрази со збор за прв пат и ја конституираат призмата преку која што се поима светот. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е прилика да се препознае важноста на јазиците и да се мобилизира светот во интерес на мултијазичноста и јазичната разноликост. Мајчините јазици, исто како и јазичната разноликост, се исклучително важни за идентитетот на секоја индивидуа. За меѓународниот ден на јазиците пред публиката во градската библиотека Феткин говореше професорот по македонски јазик и литература Владко Тасев, кој меѓу другото рече: Јазикот на нашите мисли и чувства е нашето највредно средство. Значи, повеќе јазичноста е нашиот сојузник во обезбедувањето квалитетно образование за сите, во промовирањето на вклученоста и во борбата против дискриминацијата. Имено, овде меѓу вас има ученици, припадници на повеќе национални групи, имаме и турци, и албанци, и македонци се разбира, роми, власи и слично. Ова е за сите нивни ден. Значи не е само на македонскиот јазик, кој што е мајчин јазик на оваа средина, туку и на сите други во целиот свет. Инаку, според статистичките податоци, во последните 3 века има изумирање или драматично намалување на јазиците, особено на американскиот и австралискиот континент. Во светот денес се зборуваат околу 6500 јазици, а на околу половина им се заканува исчезнување во многу делови на светот. Денеска Комисијата за образование на ВМРО ДПМН е Неготино на градскиот плоштад делеше флаери со порака за зачувување на македонскиот јазик. Денеска Комисијата за образование на ВМРО ДПМН при Општинскиот комитет Неготино организираше активност која се состои од делење на промотивни флаери со порака за поддршка и зачувување на македонскиот јазик, кој представува основен белег за идентитет на македонската нација. Македонскиот јазик е еден од најстарите јазици во Европа и представува наше најголемо духовно богатство, со кое македонскиот народ се идентификува помеѓу останатите народи во светски рамки. За таа цел на сите наши сограѓани им праќаме порака да се го почитуваат сопствениот јазик, да дојде до израз неговата правилна употреба и сопственото писмо, како еден автентичен белег за постоење на една нација да се користи во секоја прилика. Без јазикот ние не можеме да постоиме, идентитетот не би постоел, а ние македонците свесно треба да се бориме за да го зачуваме сопствениот идентитет. Надворешното влијание нема значење за промената на идентитетот на јазикот, а народот треба сам да го чува него, рекоа од Комисијата за образование на ВМРО ДПМН Неготина. Годишната изложба на Друштвото на ликовни уметници на Кавадарци вечерва се отвара во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово.
Годишната изложба на Друштвото на ликовни уметници на Кавадарци вечерва ќе биде отворена и во Центарот на културата Трајко Прокопиев во Куманово. Во Куманово нашите уметници ќе се представат со цртежи на зададена тема на која работе авторите изминатите неколку недели. Друштвото е формирано во 1977 година на темелите на Друштвото на млади ликовни уметници Ластар. Неговите основачи денес работат во Кавадарци и низ земјава, Европа и во Канада. Денес во асоциацијата членуваат околу 40 ликовни уметници, а дел од нив се и од други градови од Македонија. Изложбата во Куманово, посвеченото отварање вечерва, ќе биде поставена до 7 март. Скуола деј Ланери во Венеција е објектот во кој ќе биде изложен проектот на уметничката Елпида Хаџивасилева, наша сограѓанка која ќе ја представува Македонија на 55-тото биенале на ликовната уметност. Скуола деј Ланери во Венеција е објектот во кој ќе биде изложен проектот на уметницата Елпида Хаџивасилева, наша сограѓанка која ќе ја представува Македонија на 55-тото биенале на ликовна уметност. Договорот за закуп на објектот е веќе потпишан. Тоа ќе биде нашиот национален изложбен павилјон на манифестацијата, која ќе биде отворена од 1 јуни до 24 ноември. Комесарот на нашето учество на биеналето е Националната галерија на Македонија. Уметницата веќе работи на проектот кој според најавите треба да остави силен печат во Венеција. Некому ќе се допадне, некому не, но сигурно ниту еден посетител нема да остане рамнодушен, велат упатените. Идејата на целиот концепт е да ги проследи историското и географското ширење на болеста црна чума во светот, особено во Италија. Се верува дека болеста се ширела по патот на тргувањето со свилата, така наречен свилен пат. Најмногу ја пренесувале стаорците, кои пак се еден од заштитните знаци на Венеција. Главната парадигма во делата е создавање една посебна специфична естетика во која убавото и грдото ги сменуваат своите улоги и никогаш ни едното ни другото до крај не ни ослободуваат од товарот на потребата за естетско. Друга нишка е чувството на морничавост, непријатно чувство при добивање на сознанието за природата на материјалот на делото, објаснува Хаџивасилева. Уметницата објаснува дека конкретниот проект ќе се состои од метал, свила, кожурци од свилени буби, живи стаорци и плохи од пресувани кожи од бели стаорци. Заедно со архитект во моментот се прават сите нацрти и се одлучува како ќе биде поставено делото во просторот, колкаво ќе биде, на кој начин ќе се долови движењето низ просторот, а од тоа ќе зависи и чувството што ќе го добие посетителот. Се уште не е дефиниран конечниот наслов на проектот. Според кураторот Франговска, финалниот проект е дефиниран во детали, а неговата продукција отпочнала на 3 фронта – во Македонија, Велика Британија и во Бугарија. Хаџивасилева објаснува дека 2 месеци ги правела подготовките, а овој месец почнала и со изработка на делото. Првиот дел, нижењето и плетењето на кожурците, се работи овде во Македонија. Кожурците ги набавивме од Институтот за одгледување и производство на свила во Бугарија, каде што исто така ќе се креира и вториот дел на инсталацијата. Другите 2 дела на инсталацијата ќе се работат во Велика Британија, вели таа. Тема на биеналето е енциклопедиска палата. На манифестацијата Македонија како самостојна држава учествува веќе 20 години. Од армискиот полигон Криволак им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека утре во реоните Джидимирци, Кршковица, Чуј, Петел, Козарник и Белкамен ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот, а доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и да се известат надлежните органи од командата на армискиот полигон Криволак или СВР Штип, полициските станици во Неготино, Кавадарци и Градско, се вели во известувањето од армискиот полигон Криволак.
Во неделата во Лесковац, Србија, се одржа меѓународниот карате турнир Куп. Во надпреварот учество зема 41 клуб со по 720 представници од Бугарија, Црна Гора, Македонија и Србија. На турнирот во Лесковац се надпреваруваа 7 представници од карате клубот Кожув: Петар Аврамов, Владанка Аврамова, Ивона Муфтарова, Мија Маневска, Моника Кох, Блаже Коневски и Игор Јовков, кои освоија 10 златни, 2 сребрени и 3 бронзени медали. За најуспешна надпреварувачка беше избрана Владанка Аврамова и освои 4 златни и 1 сребрен медал, за што и беше додаден пехар. Карате клубот Кожув ги постигна следните резултати. Со златни медали се закитија Петар Аврамов за апсолутно и второ ниво, Владанка Аврамова трето и апсолутно ниво, Мија Маневска второ ниво, Моника Кох второ ниво, Игор Јовков прво ниво и Блаже Коневски прво ниво. Исто така со златни медали се здобија ката тимот и комите тимот во состав на Владанка Аврамова, Ивона Муфтарова и Мија Маневска. Сребрени медали освоија Владанка Аврамова во категорија до 37 кг и Ивона Муфтарова второ ниво. Бронзените медали му припаднаа на Игор Јовков во категорија до 35 кг, Ивона Муфтарова во категорија до 37 кг и Моника Кох апсолутно ниво. Утре во утринските часови врнежите ќе престануваат, а во текот на денот ќе биде умерена облачност со кратки сончеви периоди, кои повеќе ќе ги има во попладневните часови. Максимална дневна температура до 12 степени. Толку во вестите на КТВ, почитувани. Имајте пријатна вечер со нашата програма. Секое добро.